Наоѓајќи се во првиот ден од страдалната седмица, Велик понеделник, православната црква го чествува споменот на Јосиф Прекрасниот. На светиот и Велик понеделник се сеќаваме на блажениот Јосиф, Прекрасниот. Се сеќаваме и на од Господа проколнатата и сушена смоква. Почнуваат светите страдања на нашиот Господ Исус Христос, а пред тоа како на негов преобраз се сеќаваме на прекрасниот Јосиф. Јосиф беше син на патриархот Јаков, син кој што му го роди Рахила. Омразен од своите браќа заради некои сновиденија, Јосиф прво бива фрлен од нив во длабока јама. Запотоа браќата со крвавата облека да го мамат татка си, дека Јосиф го растргнале зверовите. Потем, за 30 сребреници, Јосиф бива продаден на исмаилќаните кои што повторно го препродаваат на Петефри, управникот на евнусите кај египетскиот цар фараонот. Кога фараоновата господја безумно се нафрлила на целомудрениот младич Јосиф, тој не сакајки да направи беззаконие, побегнал, оставајки ја својата наметка. Таа го наклеветила пред господарот и Јосиф бива фрлен во окови и мрачен затвор. Потоа, поради толкувањето на соништата, го изведуваат од затворот, го представуваат пред царот и Јосиф постанува господар на сета египетска земја. На крајот, при продавањето на пченицата, им се открива на своите браќа и благочестиво, проживувајќи го целиот живот, умира во Египет, бивајќи сметан покрај другите доблести и заголем во целомудреноста. Тој е праобраз на Христа, бидејќи и Христос страда од неговите соплеменици. Ученикот го продава за 30 сребреници, го фрлаат во темна, мрачна јама во гроб, откаде што самовласно станувајки се зацари над Египет, тоест над секој грев и целосно победувајки го, владее на целиот свет и според човеколюбието не искупува со таинственото давање пченица, леп предавајки се самиот себе за нас и хранејки не со левот небесен своето животоносно тело. Од тие причини сега се споменува прекрасниот Јосиф. Заедно со тоа се сеќаваме и на исушената смоква од Светото Евангелие, бидејќи божествените евангелисти, токму Матеј и Марко, говорат за тоа веднаш по споменувањето на гранчињата. Таинственото толкување на Исидор Пелусиот е дека смоквата е дрво на непослушанието, чии што листови престапниците ги употребиле за покривање. Причината за споредбата на гревот со смоквата е очигледен, бидејќи и гревот дава пријатно задоволство, гревовна наслада, но потоа доаѓа горчината на совеста. Всушност, отците тука го ставаат расказот за смоквата заради умиление, како и расказот за Јосиф, бидејќи е праобраз на Христа. Неплодна смоква е секоја душа на која што и е тук секој духовен плод, кој што Господ наутро, тоест после овој живот, не наоѓајки се себе во неа, ја исушува со клетва и ја фрла во оган вечен. И таа постанува како некаков исушен столб, кој што ги застрашува оние кои што не донесуваат плодови достојни на доблести. To